Нов закон за нова борба против сивата економија. Пензионерите и студентите добиваат можност легално да работат со договори, при донеси јасно утврдени правила. Со ваквото решение, илјадници луѓе кои досега работеа на црно, ќе влезат во легалниот систем. Целта е повеќе пријавени работници, повеќе приходи во буџетот, но и фер услови за сите. За пензионерите конкретно, овој закон ќе значи дополнителен приход, без да го загубат правото на пензија. Студентите ќе стекнат пак легално работно искуство, но и финансиска независност. Од пензионерскиот синдикат ја поздравија оваа измена на законот и очекуваат голема заинтересираност. Позитивно е од овој закон е тоа што прв пат се донесува и се прави регулатива да работно ангажираните луѓе бидат јавни. Тоа е најпозитивното, бидејќи од сите републики од поранешна ексија ние сме меѓу последните кои го носиме тој закон. И добро е што еве сега преку УЈП, значи ќе бидат сите евидентирани, сите тие пензионери кои зборуваме за пензионери, може за другите работно невработени и за студентите тоа е посебно. Ова зборуваме за пензионерите кои се работно ангажирани, ќе бидат евидентирани. Новото законско решение најмногу ќе важи за угостителството, земјоделството и услужните дејности, области каде што постојано има недостиг од работна сила. Од 345.000 пензионери од прилика пензионери кои се ангажирани по трговските маркети, по агенции за обезбедување, можам да кажам дека скоро добра 1/3 од пензионерите се работно ангажирани во овој момент со договор на дело. Недостаток можеби на следниот закон за работно ангажирање е тоа што предвидува ангажирање на лицето 15 дена работни во текот на еден календарски месец. И студентите ќе имаат бенефит од новиот закон за работа. Со тоа тие ќе добиваат пари, работно искуство и легален ангажман. Без разлика на факултетите кои што моментално ги избрале студентите, сметам дека моментално со економијата 5.0 имаме доста интердисциплинарни дејности, така да без разлика на тоа кој од кој факултет доаѓа, сметам дека најголемиот процент од сите студенти би биле заинтересирани, како што кажав, за угостителството. Со новиот закон за работно ангажирање се очекува околу 17.000 луѓе да влезат во системот и да работат легално. Поради недостиг на работна сила, ќе можат да се ангажираат и вработени и невработени лица, како и луѓе што веќе имаат една работа, но ќе можат дополнително да работат уште една. Според проценките, околу 12.000 луѓе ќе бидат ангажирани во земјоделството, а околу 5.000 во угостителството. Работниците ќе можат легално да работат од 120 до 180 дена годишно.